Над 400 специализации, а специализантите да се платат од клиниките каде што специализираат, се дел од пакет мерките кои Министерството за здравство ќе ги имплементира во текот на наредниот период, со цел да се намали миграцијата на младите лекари. Потребно е измени и дополнување на Законот за здравствена заштита. Планираме вработување огромен број на доктори. Над 400 специализации се надевам во скор период ќе пуштиме, за да ги мотивираме да остануваат тука. Планираме специализантите да се платат од клиниките, односно болниците кај што специализираат, бидејќи ние ги искористуваме како кадар таму. Тие работат таму активно и учат и работат. Со измените во законот се планира и специализантите да добијат поголеми бенефиции, со што нивниот печат ќе почне да се признава, а истовремено нови начини ќе се мотивираат, рече Таравари минатата недела. Секаде имаме дефицит, посебно со доктори, не со средниот медицински персонал, ниту со доктори, ќе направиме се. Печатите на специализантите да почнат и тие да влезат во функција, значи до сега не се сме координирани со лекарска комора, имаме такви планови и се надевам дека или пред или после нова година одма ќе влезе, односно ќе се изгласа новиот закон за здравствена заштита. Огромен е бројот на млади лекари кои ја напуштија државата. Неофицијалната статистика говори дека во изминатите 4 години дури 1000 млади лекари успеале да се вработат во европските клиники. Најчесто заминуваат најдобрите студенти, кои додека студираат медицински науки, паралелно го изучуваат и германскиот јазик. Масовното иселување е причина и за помалите општини да останат без здравствена заштита. Таков е случајот со Карбинци, Чишиново, Облешево и Зрновци.